Па имаше изјава и обвинителката, има и соопштение од армијата, имаше и соопштение од кабинетот. Веројатно нашите изјави и изјавите на сиве што ги наброја се многу квалитетни, да ги кажеме, многу поиздржани него изјава на еден обвинет кој прави се да одбегне тоа што му следува. Може да ги прашате кај биле генералите тој ден, кај бил началникот на генералштаб, каде бил мојот аѓутант, каде била армијата, а и веќе имаме нова власт и нова министерка, можела за овие сите месеци доека и години и повеќе на власт да види што има во Министерството за одбрана за тој ден, бидејќи се евидентира. Армијата не е некоја, да ја кажеме, невладина организација, тоа е хиерархиски поставена институција која води евиденција за секој ден, за секој час, за секој војник, за секој официр. Така што ние тоа што го кажавме во соопштението, ова е очаен обид да се сврти сето внимание сега од главните креатори на сето тоа што се случува на 27 и да се пренасочи кон председателот и неговиот кабинет.